за двете компоненти на убав живот. Ќе збориме за две работи кои што се многу важни во животот. Денеска ќе збориме за самодоверба, дечки. Ќе поврземе од различен аспект. Кој знае колку лајвови имам направено за самодоверба и сигурно многу, ама денеска ќе зборам од друг аспект. Дечки, у суштина, во овој лајв ќе зборувам за еден интересен концепт. Затоа што со ова што ќе кажам денеска, можеме да го искористиме да контролираме многу нешта во нашиот живот. Контрола подразбирам на убав начин да контролираме, нели? Има некојаш и начин на контрола кој што не е убав. Но имаме начин како да контролираме многу работи, како што треба да ги контролираме на позитивен, убав начин, со убавина, со лесно, со како што треба. И во суштина, денеска ќе зборувам кои се двете работи за убав живот, кои се двете работи да развиеме самодоверба, кои се двете работи да имаме контрола во нашиот живот како што треба, ама тие две работи се во суштина скриени во еден збор кој што се вика ентузијазм. Во една работа која што научив во моето искуство, земав еден курс за учење, како да учам од филозофот Хабар. Тој открил како човекот да стане стварно многу добар ученик и во суштина на тој курс беше дека секој збор кој што сакаме да го сватиме, кој што не го знаеме целосно, мораме да го видиме, да го прочитаме, дури да му ја најдеме потеклото на тој збор. И ми остана навика секогаш да ги барам зборовите за дадени работи. И пред некој ден се натерав да видам, иако тој збор ентузијазам сум го знаел, да видам од други аспекти што значи овој збор ентузијазам, и се воодушевив кој го открив, и ќе ви прочитам дефиницијата, ова е речник кој што го фактички онлайн е, вика тоа е интензивно, мора да има интензитет, интензивно и нестрпливо, знаете кога сакате нешто да направите многу, уживање и интерес за нештото или одобрување. Гледате, ќе повторам дефиниција, затоа што тука се скриени суштините на многу работи. Вика, ентузијазам е интензивно, така, и нешто кое што гориме од желба за нештото да го направиме. Знаеш, кога гориме од желба, фактички имаме ентузијазам, имаме јак интерес за нешто. Значи, вика, интензивно уживање и интерес. Може да биде и одобрение. Така, тоа што има, за кое што имам ентузијазам, обично го одобрувам. Сум имал ентузијазам кога сум играл кошарка. Што сум имал? Сум имам интензитет, затоа што не сум ќе играм кошарка. Не ви кидам да играм кошарка. Значи сум горел од желба да играм кошарка, сум уживал во нештото и сум имал интензивен интерес кон нештото и секако дека сум ја одобрувал таа акција. Но ја денеска ќе се задржам за две работи во оваа дефиниција. А тоа е заинтересираност, така, и уживање. Но мора да бидат интензивни, затоа што зборот ентузијазам подразбира интензитет на уживање во нештото и на заинтересираност. И размислував во мојот живот, секојаш кога сум имал заинтересираност голема и кога сум имал уживање во нештото, секојаш сум имал контрол. Така ли? Имам ентузијазам за овие лајвови и предпоставувам дека имам контрола кога го водам тој лајв. Така, контрола, размислувам да ја имам целта, да сум спремен, да знам што сакам да ви споделам како идеја, поради тоа што го имам ентузијазмот. Сум размислувал кога сум играл кошарка, затоа што сум бил многу ентузијастичен на таа тема. Сум имал интензитет на што? На заинтересираност, на интерес, заинтересираност за нешто и сум уживал. Во животот, ако имаме јак интерес за нештото и ако уживаме во таа активност, секојаш ќе имаме контрола, поради тоа што ентузијазмот налага да имаме контрола. И размислуваш кои се две компоненти кои што мораме да ги имаме во животот ако сакаме да имаме убав живот. И тоа е да имаме заинтересираност и второ да уживаме во тоа што го правиме. И ако имаме заинтересираност и уживање во тоа што го правиме, тогаш стварно имаме ентузијазам, имаме контрол и имаме убав живот. Имаме активности каде што можеме да имаме едно или друго. Имам заинтересираност да го направам нештото, ама не уживам. Така, или можеби таа заинтересираност да не е со јак интензитет. Тогаш не можеме да кажеме дека имаме ентузијазам за нештото, така? Зборот ентузијазам значи исто така и невоздржаност за нештото да го направиме.
фактички потекнува од два збора ентузијазам, значи во, а тузијазам потекнува од збор тео на грчки, што значи Бог. Фактички тоа е боговска емоција. И боговите веројатно креирале и контролирале преку нивниот ентузијазам. Но ентузијазмот подразбира да имаме силен интерес за нештото и да имаме уживање во некој нешто, но исто така ентузијазмот, ако ја видиме на таа скала на емоции која што ја зборам од филозофот Хабар, таа е многу поблиску позиционирана до акција. Така, близко е до акција. Не можеме да бидеме благо заинтересирани или да не биде досадно и да имаме ентузијазм. Не. Ентузијазмот е далеку како емоција од досадата. Далеку е ентузијазам од негативна емоција. Ме разбирате, ентузијазмот подразбира позитивност за нештото, кое што е креативно, кое што е добро, но мора да има јак интерес за нештото и мора да имаме уживање во таа работа. Ако ние немаме уживање во нештото што го работиме и ако немаме јак интерес за нештото, размислете само, која работа во вашиот живот ве прави да уживате во неа и да имате јак интерес за тоа нешто да го направите. Дал тоа нешто воопшто го рачунате, го сметате дека е работа или дека е игра, или дека е забава. Веројатно е поблиску до игра или до забава. Ние сме одговорни, приоѓаме на тоа нешто така како работа, одговорност, сакаме некоја цел да постигнеме, но ако го имаме тој јак интензитет и ако имаме уживањето во тоа нешто, тогаш сме на ниво на ентузијазм. И ќе дадам сега уште еден цитат од Хабард кој што се надополнува нова, вели главната компонента на компетентноста е уживање. Затоа што значи зборот компетентен, да си добар во нешто. Но компетентност исто така е поврзана и со ентузијазмот. Така да делот на компетентноста е уживањето, но делот на ентузијазмот исто така е уживањето, но исто така подразбира и силен и јак интерес. И ако ние имаме јак интензитет, јак интерес, ако имаме уживање во сето тоа, знаете што се случува? Имаме контрола врз целата ситуација. Така, значи, она за кое што сакам да зборувам е, ајде да видиме кој е тоа ниво на интерес и кој е тоа ниво на уживање кое што можеме да го добиеме поврзано со некоја работа или поврзано со нашиот живот. И ако почнеме да размислуваме, ќе видиме една работа, дека кога го имаме тоа, како да сме во нас транс, како да сме во наша зона, ме разбирате, во наша зона, во наш ентузијазам, се заштитуваме од надворешната средина и заштитени од надворешната средина го контролираме моментот во кој што сме. Затоа што ентузијазмот на вистина не носи до некој тип на заносен транс, кој што ни прави толку многу да сме дел од сегашниот момент и од идниот момент, да фактички имаме целосна контрола врз животот. Целосна контрола врз работата. Каде имаме најмалку грешки? Таму каде што имаме најмногу ентузијазам. Човекот кога работи нешто со ентузијазам, де факто прави многу малку грешки. Зошто? Поради тоа што има уживање, поради тоа што има силен интерес, поради тоа што одобрува таа работа и ја сака таа работа. И на тој начин се намалуваат грешките кои што ги прави човекот во животот. Со самото тоа што има висок интерес, одобрување на таа работа која што ја прави затоа што ја сака и ужива во таа работа за која што е многу заинтересиран. И во таков момент, кога сме со таква емоција, кога сме на тоа ниво, она што се случува, тоа што се случува во тој момент е дека ние го контролираме моментот и ја контролираме работата во која што сме инволвирани, во која што сме вклучени. Така да за мене беше откритие кога почнав да размислувам на оваа тема, викам, окей, за која тема во мојот живот има најмалку грешки правам? Каде имам најдобра контрола? Таму кај што имам најмногу ентузијазам. Зошто? Поради тоа што ентузијазмот ме внесува во тој момент на целосна контрола на моментот и малку на иднината, поради тоа што ентузијазмот до толку имаме контрола да на некој начин можеме и да ја предвидиме иднината и ние ја контролираме иднината. Иднината ја контролираме со нашиот ентузијазам. Ако човекот нема ентузијазам, не е во иднината,
Ентузијазмот е енергијата во која што навлегуваме во сферата на иднината, ама навлегуваме со контрола. Човекот може да биде во иднината и да размислува на иднината, но за да навистина ја контролира, многу е важно да го поттикне нешто, тој ентузијазам во неговиот живот. Ако се вратиме на претходните лајвови кои што ги правев, она што го кажав, е дека човекот за да има квалитетен живот мора да има квалитетна цел. Фактички, немојте да размислувате на цел, размислувате на мисија. Која е вашата мисија? Зошто? Затоа што мисијата на некој човек го крeva човекот на ниво на ентузијазам. Ако човекот има мисија во својот живот, он е на ниво на ентузијазам. Може да падне малку, ако има некои проблеми, некои препреки, да може малку да падне. Но, во суштина, ако сме на ниво на мисија, ние сме на ниво на голема одговорност. Ентузијазмот, гледайте сега, сам по себе повлекува одговорност, затоа што одговорноста е буткање на напред. Така, идеме напред. Сакаме да освоиме иднината, сакаме да искреираме таа иднина. Сакаме да направиме најмалку грешки во иднината. Океј. Ако ние сакаме да направиме најмалку грешки во иднината, нештото кое што треба да направиме и да се кренеме е да бидеме на ниво на ентузијазам. И најлесен начин е да ги минимизираме грешките на тој начин. Затоа што луѓето најмногу прават грешки за нешто за кое што не се заинтересирани и нешто во кое што не уживаат. Затоа што им е наметнато од други. И тука луѓето грешат. Тоа е нормално. Ама ако сакаме да ги минимизираме грешките, гледайте што се случува со спортот. Моја перспектива за тие што сте по спортот, луѓето кои што имаат најмногу ентузијазам да играат во спортот се обично најдобрите спортисти. Колку повеќе влезат со жар, колку повеќе влезат со ентузијазам да играат за репрезентација, за клуб и така натаму, можеби со индивидуален спорт, колку повеќе влезат со ентузијазам, толку повеќе имаат контрола. И колку повеќе сме со ентузијазам во некое нешто, знаете што се случува? Не е гајле кој што ќе каже од страна, не е гајле дал ќе ни укажат на некои грешки. Не, ние сме си во таа зона. Ентузијазмот креира зона на контрола. Ентузијазмот креира едноставно енергија која што ги топи сите препреки кои што се наоѓаат на патот до целта. Ама тоа е јачината на таа емоција. Ентузијазм. Кој имате човек кој што е на ентузијастично ниво, што се случува? Како не контролираат ентузијастичните луѓе? Поради тоа што е до толку јак тек на енергија, да и другите се приклучуваме набрзо на ентузијазмот на другиот човек. Колку повеќе имаме ентузијастични луѓе околу нас за некоја тема, толку повеќе ние ќе станеме ентузијастични. Ако сте виделе некоја група каде што имаш тројца од петорица кои што се ентузијастични и другите двајца ќе се приклучат на тој ентузијазам затоа што се шири како зараза таа емоција убава. И негативните емоции се шират, ама ентузијазмот е позитивна емоција. Конструктивна цел, конструктивна мисија, посветеност да тргнеме, желба да постигнеме нешто, заинтересираност да го искрираме тоа што сакаме и што сме го замислиле, но дел од ентузијазмот, да не го забравяме, е уживање. Ама мора да ги има овие компоненти. Гледа, може човекот да ужива у јадење, ама сте видели човек што ужива у јадење, тој не е ентузијастичен за јадење, не е на ниво на ентузијазм. Он само ужива у јадењето, може би е на задоволство. Ама задоволство не е ентузијазм. Ентузијазмот бара акција некаде. Може некој човек кој што по цел ден лежи на плажа и ништо не прави, да биде на ниво на ентузијазам? Не. Затоа што не е на тоа ниво. Ентузијазмот бара посветеност кон нешто. Заинтересирано за нешто. Нешто те влече да направиш. Некоја мисија, некоја цел, некоја задача. Толку многу ја сакаш. Некоја игра која што толку многу ја сакаш, што те влече напред. Ама ја ако седам и дремам цел ден на плажа и сум цело време на социјални медиуми, не сум ентузијастичен за тоа. Ја уживам у сонцето, у плажата, ама не сум ентузијастичен. И имате луѓе кои што се заинтересирани за нештото,
Некојаш сте заинтересирани за нешто, зашо мора да бидете заинтересирани, зашо мајка му рекла, татко му рекло, слушај, мора тоа да го гледаш, мора тоа да го читаш, и овој човеков е заинтересиран, ама не ужива. Ентузијазмот ги подразбира двете работи. Мораме да имаме заинтересираност, мораме да имаме уживање, и тоа мора да подразбира некаков интензитет на нештото. Затоа што иначе во најмала рака е блага заинтересираност, јака заинтересираност, желба, посветеност, енергија, огин во очите, креативна мисла, уживање во нештото, одговорност за да го направиме нештото, и сето тоа ако го помешаме заедно, како состојки заинтересираност, интензитет, уживање, одговорност, мисија, цел, се ствара компонентата на ентузијазмот и се ствара компонентата на убавиот живот. И она што се случува, завземаме контрола врз времето и во просторот, затоа што ентузијазмот креира простор. Ето тоа е енергија која што креира простор во иднината. Просторот се креира во иднината. Ентузијазмот е енергија и емоција која што креира простор во иднината. И затоа е убаво. И затоа ентузијазмот доминира во животот и во препреките. И во суштина, тоа ми беше мојата желба денеска да зборувам за оваа тема, поради тоа што јас самиот долго време сум мислел дека го знам овој збор, ентузијазам. Така, ама ете, некојаш ќе ви изненадат зборовите, дури кои што и ги знаеме од многу одамна. Така. Пред некој ден, знаете, ја имам дел од српско потекло и Србија ми ке нас се користи еден термин, вика шие ми га ѓуро. Сте слушнале за тој термин, као деме глупости збори. Као деме ке направи нешто, тикви варени, шие ми га ѓуро. Демек значи, нема да си држи на зборот глупости, лупета, тропа. Викам, добро, од кај знае, затоа што имав некоја предавање ги искористив овој збор, викам, чекај Жарко, од кај потекна овој збор? Од кај дошло ова шие ми га ѓуро? И прочитав дека имало помеѓу двете светски војни во Белград на кнез Михајлова некој кројач ѓуро, Јанушевиќ, не знам како се презиваше, кој што кроел и кој што правил многу убави одела. И кога ќе тие одела биле многу онака маркантни, многу забележливи. И кога ќе отишле луѓе на некоја представа или некаде во театарот, кај тие одела, вика шие ми га ѓуро. Шие ми га ѓура. И сега на некој му го шиел ѓуро оделото, така, шиел ми га ѓура. Ама имало некој, предпоставувам, на кој што не му го шиел ѓуро, ама рекол, шиел ми га ѓура. Ама веројатно лажал. Веројатно бил некој одело кој што го купил од негде и испаднало демек, шиел ти га ѓура, тикви варене, демек не ти го шиел ѓуро, него си го купил од некаде или ти го шиел некој. Така да гледате колку интересно. Човекот кој ќе навлезе во суштината на зборовите, као демек овој лупета, нема врска, не му е од ѓуро делово, него некој друг му го шиел, ама он вика дека му го шиел ѓуро. Така да, нето од таму се заинтересирав од кај потекнува тој термин, така, од кај, зашто, така. Така да, многу интересно кога ќе навлеземе во суштината на зборовите, на суштината на од кај потекнуваат некои работи, ќе сватиме дека има многу вистина, многу мудрост во самиот збор од каде потекнува, зошто потекнува од каде е таа фраза. Така, гледаш, не сме знаеле дека постоел стварно некој ѓуро кој што стварно шиел убави костими, ама после луѓето веројатно рекле дека е од ѓуро, ама не е, и од таму дошол тој термин, како да не. Така, шиел ми га ѓура. Демек лажа. Многу интересни работи може да се научат ако само почнеме да чачкаме малку по речниците да видиме од каде потекнуваат овие зборови, зашто доаѓаат од таму, кој им е потеклото, од каде води сето тоа корен и ќе почнеме да ги поврзуваме многу работите. Денеска зашто сакам друго да зборам е за една многу интересна тема за самодовербата. Како ја губиме самодовербата? За самодовербата сум зборел, дечки, кој знае колку лајвови, ама ова, сега што ќе ви го кажам, не сум го кажал никогаш, иако имам направено 10 емисии на тема самодоверба. Самодовербата е поврзана со простор. Самодовербата е поврзана со нов простор. Знам дека некојаш не сум јасен, ама не ќе кажам нешто и после тоа секогаш се
се надоврзувам на тоа и се надевам дека сум ви јасен и дека ги објаснувам сите овие термини. Како е самодовербата простор? Ќе ви кажам пример. Гледайте, сте видели ли некојаш родителите од љубов, од желба да помогнат на децата, желба да ги заштитат децата? Мамо, тато, ајде, синко, да не сгрешиш, така, да не го правиш ова, немој сега да идеш таму, што мајка бараш сега тоа да го направиш, а на детево уствари целата самодоверба у сигурност му доаѓа баш од немањето на сигурност и самодоверба во новиот простор. Се ова морам да ви го објаснам. Секој стар простор, во кај што сме, не ни дава сигурност и самодоверба. Ние од тој простор сме ја земале сигурноста и самодовербата. Кога бил нов простор и кога сме го освоиле тој простор, сме исцицале сигурноста и самодовербата. Ме разбирате? Новиот простор, новото искуство, новиот предизвик е тој каде што морам да ја најдам сигурноста и самодовербата. И многу често имаме луѓе околу нас, најблиски, од најискрени желби: синко, што мајка бараш бе сега у Америка, седи си тук. Абе, шо ке ти е сега тоа да го направиш, дај седи тук. Кај кидеш сега да живееш сам, седи си со нас. Шо ти убаво со нас установ? Сега нов стан ке си зимаш. Па трошок ке ти биде, па ова ке ти биде, па оно ке ти биде. Не зафркавај. Седи си тука до нас. Кај сега ти нова куќа? Зашто сега се двоиш од нас, бе синко? Ти сметаме ли? Кај кидеш сега ке се селиш, ке правиш нов стан и куќа таму? Дај крени си спрат со нас тука. Ама мамо, сакам да се преселам, сакам да живеам у поголем град, сакам да одам у Скопје. Шо ке ти е сега у Скопје? Ајде, у Скопје. Бегаш од нас. Шо мајка бараш по Америките се кидеш? Америката, Скопјето, преселување у нов стан е нов простор. Ама родителите сака да не држат, за да не одиме у новиот простор, затоа што таму не е сигурно. Ме разбирате, новиот простор дава сигурност и самодоверба. Стариот простор не. Има сопруг и сопруга. Цело време се со истото друштво. Океј, не викам дека не треба, картички си игра, тоа е супер уживање. Ама океј, отидете некој патување заедно кај што не сте биле. Кај ќе идеме? Ај ќе си одиме таму кај што сме биле. Нов простор ни треба. Ме разбирате? Новиот простор дава сигурност и самодоверба. Кога бев помлад, ќе отидев со 200 евра марки беа тогаш, у Охрид, месец дена. Зборувам кој имав 13-14 години. Нов простор барав. Ме разбирате? Нов простор. Ќе отидев у Охрид и ќе јадевме лепи паштета, што викаше еден другар мој, вика, за промена, не само лепи паштета, и месни наразак ќе земам. Да смениме малку, не само лепи паштета, месни наразак. Еден ден паштета, еден ден месни наразак јадевме, ама спиеш по плажа, спиеш у камп, ќе начекаш некој, не знам, да те остави уште некоја вечер да поминеш таму. Сме искусувале се нов простор. Како сум ја развил јас сигурноста и самодовербата? На тој начин што моите ме оставале малку да искусам некој нов простор. Сте виделе ли некој детенце, има родители, и тоа детенцето е цело време со нив. Не го пуштаат да иде на одмор сам со другари. Не, со нив. Заедно ќе се одиме, синко. Ај, да го заштитат. Ме разбирате? Да го заштитат. Да биде синчево до нив. А има некој син 50 години е со татково, мајка му уште име синот. Уште попара да му даат. Секој са бајле да јаде. Со Несквик или со шо и да беше порано, што не правја попарана. Татко ми ќе ми ставеше попара. И цело време се луѓево со попарата, цело време се заштитени, цело време се у таа комфортна зона. И имате некој дете на 13-14 години, ки иде на камп, ки иде на извидници, ке опуштат родителиве да патува. Зошто е тоа важно за едно дете? Затоа што таму ја стекнува сигурност и самодовербата. Ама ако е цело време со тато и со мама, тато и мама му кажуваат што да прави. Тато и мама му даваат сугестии. Ајде, синко, дојди со нас. Кај ќе идеш таму? Дојди си со нас у Грчка. Па ќе земат со нив на слава иде он. Он нема другарчиња. Он е со нив на слава, оди 15 години има детево. Уште е на слава со нив. Па ќе му кажат која девојка да му се свиѓа, која девојка да не му се свиѓа. Ама гледате, цело време у затворен простор. У просторот на љубовта, која што сака да го заштити детето да не сгреши. Баш
новиот простор и шанса да сгрешиме е единствениот начин да дојдеме до сигурност и самодоверба. Детево кој што родителиве цело време е со нив на слава, кај роднини го носат, па ќе отидат кај комшиеве, детево доаѓа со нив, дотерано е све облечено супер. Разбери, он е до нив. Си ги слуша стариве со муабетиве. Другарчињава му излагат више у град 13 години, 12, 14, се збират, излагат, он е со татко ми, со мајка му. И цело време е со тато и со мама. Све е од добра намера направено, така? Добрата намера е да не утне работава син ми, да не сгреши работава син ми. Еми синот за да стане син и свој човек, мора да е утне работата. И мора луѓето да сватат дека некојаш и нашите родители требале да не пуштат, ја тоа го зборувам цело време. На 17 години отидов да живеам во Америка и тогаш е моментот кој ја развив најголемата сигурност и самодоверба во мојот живот. Не на почетокот, затоа што поминував ни страв, како таму ќе успеам, не го знаев јазикот доволно, ама тоа беше нов простор. Новиот простор гради сигурност и самодоверба. Грешките прават сигурност и самодоверба. Да не сгрешиш. Па ако ќе сгрешам, ама ајде бе сега, синко, керко, шо мајка бараш се ти да живееш, ќе си уштедиш парички, ќе си купиш нешто. Многу се логични оправданијата зашто да не влезем у нов простор. Многу се логични. Тато, мама, околината, сите ќе ни дадат логични простори, зашто да не креираме нов простор. Ама од новиот простор зависи колку ќе имаме сигурност и самодоверба. Знаете зашто? Зашто таму сме сами. Зашто таму сме ние. Зашто таму мораме да се снајдеме. Затоа што таму ќе излезе нашата способност и мудрост и знаење кое што е во нас, само што не е активирана. Тато и мама цело време заштитувајќи не од многу љубов, ајде со нас на слава, ајде со нас кај пријателите, ајде со нас секаде, детево мора да искуси простор. Не викам да го ставите у ептен голем ризик, без некаков тип на контрола, ама таа контрола мора да се намалува цело време. Мора таа папочна врска да се пресече у еден момент. Затоа што колку повеќе се држи таа папочна врска поврзана со родителите, ама да не ги разочарам родителите, да не се разочарат у мене, ама да бе родителиве се родители и они драматизираат и они синко ме разочара и се сме, окей, ќе ги разочараме, се за да не ги разочараме не смееме да бидеме. Сум ви зборал, кај мене у фамилија или мораше да бидам доктор или требаше да бидам пианист, односно требаше да завршам музичка академија, тоа беше опцијата. Ама ова да го бидам, јас сум толку благодарен на овој пат што го одев. Што татко ми беше доктор, така? Мајка ми беше професорка по клавир. И ја, на некој начин, они ми укажуваа каде, они ме водеа, ме контролираа. Видите, тоа водство и таа контрола е тоа кој што почнува да ви ја губи сигурност и самодовербата. Затоа што те водат, затоа што те усмеруваат. Не е за лошо, за добро ти мислат. Ама нивното усмерување е првиот момент кога почнуваме да се губиме ние, затоа што ние, кога ќе бидеме ние и кога ќе имаме својата мисија, својот пат, својата одлучност да ги постигнеме работите во животот, тогаш ќе имаме самодовербата и сигурноста, затоа што самодовербата и сигурноста сме ние. Колку повеќе го губиме идентитетот кој што сме ние, толку повеќе ја губиме сигурноста и самодовербата. Затоа што битието е сигурност и самодоверба. Кога видите некој битие кој што нема сигурност и самодоверба, што гледате? Гледате дека некој го усмерил некаде. Некој му давал премногу инструкции. Не за лошо, од љубов е направено сето тоа, да се разбереме пак. Од љубов. И татко ми, мајка ми, све правиле од љубов. Ама во еден момент, знам дека не им беше лесно кога отидов во Америка, затоа што бев многу тврдоглав, сакав да идам таму, сакав да играм кошарка. И отидов таму. И тоа беше моментот на освојување на мој простор, на оригинален простор. Видите, мораме да бидеме оригинален простор. Зашто ако станеме копија од тато и мама, нема да имаме контролата, зашто само оригиналниот дел има контролата, копијата ја нема. Копијата нема контролата. Оригиналниот, ние сме копија на тато и мама, они се оригинали, тие не се оригинали, тие се копија на нивната татко и мајка, така да фактички кој има контролата, некој прадедо и некој кој знае каде, кој што го драматизираат уште они. Ама ние сме сега нивна копија и мислиме дека имаме сигурност и самодоверба. Не можеме да ја имаме сигурноста и самодовербата додека не решиме да бидеме ние. И додека не решиме да ги прекинеме некои врски, и додека не решиме да имаме свој простор.
И у тој нов простор ќе најдеме сигурност и самодовербата. Разбирате, таму е сигурност и самодовербата. Во новиот простор. Во новата цел. Во поголемата игра. Во нештото што сте сакале да го направите, ама не сте направиле затоа што логични оправданија ви давале зашто не треба нештото да го направиш. И секојаш кога го купуваш тоа логично оправдание, стануваш малку помалку ти и губиш малку помалку самодоверба. Затоа што јас ќе имам мојата сигурност и самодоверба во моментот кога јас ќе бидам јас. А јас сум јас кога знам што сакам. И кога имаш храброст да речеш, окей, ја ова го сакам. И мораме да идеме натаму. Дечки, мораме да идеме у нов простор. Тој простор, кај што сте, веќе ја имате земено сигурноста и самодовербата од него. Тој простор нема да ви даде нова сигурност и самодоверба. Како ова можеме да го примениме во бракот и врските? Најдете нови цели заедно да ги правите. Идете заедно на курсеви. Идете заедно на некои семинари. Идете заедно на некои патувања. Ама сменете го просторот. Некој не е задоволен со своето работно место. У тој простор толку ти е сигурност и самодовербата. Биди храбар да направиш промена. Имав еден лайф кај што зборев дека храброста и среќата вибрираат на иста фреквенција. Зашто човекот, храброста што е? Да бидам ја. Бидам у нов простор. Тогаш привлекувам среќа у тој простор. Зашто тие вибрираат заедно. И немојте да се сомневате во себе. Колку повеќе сте околу тато, мама или кој да е, толку повеќе они ќе имаат контрола врз што размислуваме ние. Им убав цитат од Хабар, што е самодоверба и сигурност, вика, тоа е верба во собствените одлуки и во способноста да одлучуваме. Верба во моите одлуки. Ама ја ако имам верба во моите одлуки, ама ако цело време го давам контролата на тато, мама, шефот или кој да е братучедиве околу мене, ја немам верба во своите одлуки. Знаете зашто? Затоа што немам свој простор. Затоа што некој не ми дозволил да го земам тој мој простор, или поточно кажано, јас сум се согласил некој да не ми го даде просторот, кој што по право на живот е мој. Секој човек мора да трне во нов простор, во нова цел. Да излезе надвор од комфорт зоната, затоа што сме во таа комфорт зона на еден или друг начин. И можеме многу љубезно да сватиме дека поради некои врски сме у некој простор кој што не држи мали, не држи ограничени. Некои луѓе подсвесно, свесно сакаат да не држат у тој простор да сме мали, да сме ограничени. Да не се направи промена. Некои луѓе се толку уплашени да ние бидеме ние, што цело време ќе те држат со различни врски, на различни начини, за да не трнеш у нов простор. За да не го осознаеш делот од тебе, кое што ти го насетуваш дека го имаш како некое поголемо нешто. Ние сме големи битија. И ние сме простор. Но ако некој не го смали просторот, ние смалува сигурност и самодовербата. Зашто просторот е место каде што се прават грешки. Просторот е место каде што трчаме. Што е слобода? Има убав цитат од Хабар, што е слобода, вика, тоа е голем простор и способност да го користиш. Ама ако некој цело време те сече, те крати, те ограничува, што ти прави на твојот простор? Ти го намалува. Кога ќе ти го намали просторот, преку критика, омалуважување, сечење, стопирање, знаете што ќе се деси? Ќе го снемаме просторот. И во тој мал простор немаш право на грешка. Ама се додека имаме огромен простор, имаме право на грешка. И кога ќе имаме право на грешка, нема да ја направиме. Ентузијазмот креира простор. Ентузијазмот креира самодоверба. Да го поврзам ова со претходно кое што зборев. Затоа што заинтересираноста ни прави простор, уживањето во тоа што го работиме исто така креира простор. И не мислиме на грешка. Ако најдете работа во која што сте ентузијастични, бидете сигурни дека тоа е нешто оригинално поврзано со вас. Не е на тато, не е на мама. Обично работите на тато, мами и околината не се нешта кои што ќе ни дадат ентузијазм. Ама работите кои што ќе ги избериме сами, кои што ќе одлучиме сами за нас,
фактички не прават ентузијастични и ни даваат простор и ни даваат сигурност и самодоверба. Дечки, вие секојаш ми давате простор со убави коментари. Фала ви за просторот, фала ви за ентузијазмот да сте со мене во овие лајвови. Денеска има фудбал и ако не сум ентузијастичен да гледам, поентузијастичен сум кога играм, ама уживам да гледам и поради тоа ќе се одјава малку порано, затоа што сакам да гледам утакмица. Ама, сакам да ви најавам дека лајвовите ќе продолжат во петок и ќе ги продолжиме понеделник, среда и петок со тој ритам, така да ви закажувам нова средба за 2 дена, каде што ќе зборуваме на нови интересни теми. Може да ми пишете какви теми сакате да слушнате и кои теми ви се мили, кои теми ви требаат. И ако сакате да работите со мене, да знаете дека имате отворен повик, сакам да ве запознам лично, сакам да видам дали можам да ви помогнам со вашите проблеми. Јавете ми се подобро на 078-261-771. Ако ми пишете порака на Facebook, ја одговорам, ама со задоцнување, поради тоа што стварно имам доста клиенти, доста работа, но секогаш крирам простор за нови клиенти. Така да едва чекам да ми пишете. Ако имате ограничувачки идеи, да не ми пишете, надминете ги, пишете ми, поради тоа што можеби еден позив е разликата помеѓу решен проблем и проблем кој што ќе ве мачи долго време. Но сакам да видам дали можам да помогнам. Ако можам, ќе помогнам, ќе работим. Обично работиме 3 часа. Така да јавете ми се. Сакам да ве запознам. Ви благодарам многу што бевте со мене. Се гледаме повторно за 2 дена. Уживајте, бидете ентузијастични, креирайте простор. Не ја давајте сигурноста и самодовербата во туѓи раци. Вие сте сигурност и самодоверба. Ве сакам, ве уважавам. Чао.